Студенту, ти имаш право да знаеш. Студенту, во текот на твоите студии имаш права кои ти се загарантирани со статутот на твојот универзитет и факултет. И истите ти овозможуваат да дадеш активен придонес кон работата на институцијата и средината во која студираш. Што е евалуација на работата на факултетот? Универзитетот е место каде студентите, заедно со професорите и асистентите, ја развиваат научната мисла. На универзитетот и факултетите периодично се евалуира работата, а во овој процес улога имаш и ти како студент. Така, на крајот на секој семестар треба да ги пополниш формуларите каде искрено ќе оцениш работата на твоите професори и асистенти. Овие формулари понатаму се анализираат и се составуваат извештаи за секој професор, кои се објавуваат на интернет страната на твојот факултет. Ова е многу важно, затоа што доколку некој професор или асистент добива ниска оценка неколку семестри поред, тоа може да влијае на неговиот работен статус на факултетот. Учество на студентите во управувањето на факултетот и универзитетот. Студентите учествуваат во работата на сите факултетски и универзитетски тела и таму рамноправно одлучуваат со професорите, деканите и ректорот за прашања како висина на партиципација, воведување или укинување студиски програми, избор на ректор на универзитет, трошење на финансиите. Изборот на студенти кои ќе бидат во овие тела се врши преку студентски парламенти на твојот универзитет. Одредени права ти овозможуваат регулирање на твојот студентски статус и доколку ги познаваш истите, ќе можеш подобро да го организираш времето кое го минуваш на факултет. Мирување на обврските. Студенту, твоите студии мируваат. Кога не си во можност да ги подмириш финансиските обврски, ако си бремена или имаш дете кое не е постаро од 1 година, ако си отиден на меѓународна размена на студенти која трае подолго од 30 дена, или кога си член на спортски репрезентации на Македонија и треба да се подготвуваш за надпревари. Ставањето на студиите во мирување е твоја обврска и можеш да го известиш факултетот за тоа. По престанокот на основите за мирување на студиите, повторно треба да го активираш својот статус на студент. Престанок на статусот на студент. Твојот статус на студент, со кој се стекнуваш при упис на факултетот, завршува доколку дипломираш, не го завршиш факултетот во зададениот рок, не исполнуваш услов за упис на следниот семестар одреден временски период, се испишеш или си исклучен од факултетот. Студент повторно се станува со запишување, но за ова треба да се консултираш со администрацијата на факултетот каде сакаш да студираш.